Иначе, како што слушавме, ти си, односно синдикатот на фудбалери на Македонија е еден од најзаслужните и ти како негов председател за издавањето на оваа книга. Што всушност значи ова 100 години фудбал во Велес? Ова значи историја. Ова значи нешто што е, морам да го спомнам акторот Ѓоко Минов кој што собира материјал околу 10, можеби 15 години. Ова значи нешто да остане трак за идните генерации да знаат дека фудбал се играл во Велес и пред 100 години. Да знаат дека Македонија постоела пред 100 години, дека македонски клубови екзистирале на оваа тлоева почва. Накотропна работа, многу работа. Јас сум само еден, најде кажем, како уредник на сето ова, меѓутоа најголемиот труд одејќи пред се авторот Ѓоко Минов и оние тројца луѓе кои што помага, Андонов, Шескокалов и Сугарев, така ме подсети, извини, сега сум малце фрка. Тие луѓе се незаслужи за ова што го направија. Чешко Ѓоко собира материјали, одеа по архиви, по историски архиви, направија нешто што ќе остане за поколенијата, како што кажав, и јас мислам дека е еден поттик за сите и други спортови во историјата на Велес да пробат да направат нешто овакво. Несомнено дека велешани знаат и цела македонска јавност дека ти постојано помагаш на спортот, на фудбалот, така беше и сега во оваа ситуација. Ваквите книги отвараат посебно за оние кои не се од тука, кои не ги познаваат великите, одговараат на други прашања. Тоа е дека Велес можеби е град во кој што меѓу првите места во Македонија се играл фудбал. Па ако не се лажам, поста Љуботен, ФК Љуботен настав македонски клуб. Мислам дека фудбалски клуб Хајдук од Велес е меѓу првите сигурно клубови. Тоа е доказ дека Велес како центар на Македонија во тоа време трговци минале, просветители, учители, и сигурно некој од нив донел некоја топка, некој фудбал и сигурно така е направен првиот клуб. Тоа е историја, како што кажав, не сме само први во тоа, први сме во ново работи. Како што каже и Дамјан во најавата, значи првиот театар, првата гимназија, првото музичко училиште и ред други работи, значи велешени во неколку работи се први и заслужи за историјата во Македонија. Посебно беше убаво да се видат овие спортски легенди овде. Па видите, некој откажа од оправдани причини поради времето кое што беше денеска, стварно некои луѓе не ни тргнаа на пат. Мене ми е многу чест и големо задоволство што за мене најдобриот велешки спортист на сите време Пепи Манасков беше овде вечерва. Понешниот селектор Миса Стадионов, легендата Кочо Димитровски кој што има дирно преку 800 превари за Вардар, да не ги редам сите тие легенди и велешки кои што поминале, да. Миса Стадионов се почека кариерата во Велес. Да. Кочо исто беше тренер овде, да. Значи тие се луѓе кои што исто оставиле белег во македонскиот спорт и чест е наше што се овде вечерва. Фала ти многу. Фала.